Ракометарите на Металург ја заврши сезоната во СХ лигата со пораст на гости кај Нексе со 27-22. Сезоната 2016-17 Металург ја заврши на 8-то место. Дуелот беше изравнет во првото полувреме. Нексе одржуваше предноста од 1 гол, два пати имаше 2 гола предноса. Металург во предпоследната минута го имаше првото водство од 10-11, а на полувреме резултатот беше нерешен. Металург во второто полувреме имаше 13-14 во 34-та минута, а потоа во наредните 5 минути Нексе со серија од 5-1 се одвои на 18-15 и ја создаде клучната предност. Металург во 54-та минута имаше приклучок од 23-21, пошто Нексе одговори со 5 гола во наредните 5 минути за конечен триумф од 27-22. Косевски, Илич и Обрадовиќ со по 4 голови беа најефикасни кај Металург, во чии редови најдобар играч беше голманот Арсич со 13 одбрани. Реал Мадрид и Бајер Мюнхен се првите тимови кои обезбедија пласман во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Синоќа и на двата дуела во Лондон и Наполи се постигна идентични резултати како во првите дуели од осмофиналето 3:1, односно 5:1. Реал одигра лош надпревар во Неапол, а пласман во четвртфиналето му обезбеди Серхио Рамос со 2 гола во интервал од 5 минути. Наполи доминираше во првото полувреме, а со голот на Мертенс во 24-та минута стигна до водство. Дирекот му беше сојузник на Кейлор Навас во 39-та минута по ударот на Мертенс. Реал во 52-та минута доби корнер, крос нафрли, а Рамос изравни на 1:1. 5 минути подоцна, истите играчи беа креатори на вториот гол на Реал, само што топката по ударот на Рамос од главата на Мертенс заврши во голот. По вториот примен гол Наполи се предаде. Играчите на Реал го чекаа крајот на надпреварата, конечните 3:1 во 91-та минута ги постави Алваро Мората. На вториот меч во Лондон Арсенал доживеа уште еден дебакл во дуелот со Бајерн, иако во првото полувреме водеше со 1:0 со голот на Тео Волкот. Клучниот момент на надпреварот се случи во 56-та минута кога Кошчелни за неколку секунди направи прекршок за пенал, а потоа доби 2 жолти картона. Соиграч повеќе на теренот, Бајерн го декласира Арсенал со нова петарда. Левандовски постигна гол од пенал, а потоа стрелци беа Руште и Робен, Даглас Коста и на 2 пати Артуро Видал. Вечера на програмата се нови 2 реванш средби: Барселона Парис Жермен и Борусија Дортмунд Бенфика. Недобрата светска тенисерка Серена Вилијамс го откажа учеството на мастер турнирот во Индијан Велс и на тој начин и ја препушти првата позиција на ВТА листата на германката Анжелик Кербер. Серена Вилијамс минатата година играше во финалето на турнирот во Индијан Велс, а оваа година се откажа од настапот поради повреда на левото колено. Така нема да ги брани поените кои ги освои минатата година по завршувањето на турнирот. Првото место ќе го препушти на Кербер. Серена на првото место на ВТА листата се врати со победата на Австралија Опен. Има 23 Гренслем титули. Долго време не настапуваше во Индијан Велс наводно поради расизам, таа овој турнир го бойкотираше 14 години, а пред 2 сезони повторно почна да настапува во Калифорнија. Само 3 средби се одигра во NBA лигата. Дирк Новицки беше незаслужен за победата на Далас на домашен терен против Лос Анџелес Лейкерс со 122-111. Германецот долго чека памети денот кога ја запиша бројката од 30.000 поени во NBA лигата. Тој стана 6-тиот играч во историјата на лигата со најмалку 30.000 поени. Новицки даде 25 поени и 11 скока. 38 годишниот Новицки на вечата листа се наоѓа на 6-то место со 30.005 поени. Пред него се само легендите Вил Чемберлен, Мајкл Џордан, Коби Брајант, Карл Мелоун и Карим Абдул-Џабар. Оклахома загуби од Портланд со 121-126, иако во првата четвртина тимот постигна 40 поени, а Расел Весбрук постигна 58 поени. Портланд со тимска игра победи во Оклахома, а 7 кошаркари бреа двоцифрени. Најефикасен беше Краб со 23, еден помалку постигна Лилард, а Сиџе Меколом уфрли 21 поен. Весбрук постигна 58 поени, 9 асистенции, 3 скока, но тој немаше подршка од своите соиграчи. Само Виктор Оладипо даде 16 и Енес Кантер 11 коша. За вечерва на NBA програмата предвидени се 11 надпревари.